Следната содржина е Дејан Андоновиќ со меѓународна политика. Дејане, добро утро. Добро утро, Сашо. Мислам дека главната вест од вчера е оваа одлука на американскиот претседател Џо Бајден да се повлекуваат американските трупи од оние фронтови кои што веќе цела една деценија и повеќе можеби ги држат по разните брда и долини во Авганистан и по блиската и по далечната околина. Ајде малку повеќе за тоа, бидејќи тоа е навистина веста што го одбележува вчерашниот ден. Практично американскиот претседател Џозеф Бајден најави крај на најдолгата американска војна, барем во поновата историја. Тоа е она во Авганистан, каде што од 2001 година по 11 септемвриските напади врз Њујорк и Вашингтон, каде што загина над 3000 американци, ги упати со цел да го сруши тогашниот талибански режим, за кој сметаше дека стои зад нападите, односно заедно со Ал-Каеда. Талибанците и Ал-Каеда беа убиени и таму беа испратени буквално 100.000 американски војници, се разбира, со своите сојузници, британците и останатите земји членки на НАТО. Сега Бајден символично најавува дека ги повлекува сите војници и дека тоа ќе го стори на 11 септември, практично 21 година од стационирањето на американските трупи во оваа исцрпувачка војна, би рекол, во Авганистан, каде што загинаа 38.000 цивили, каде што загинаа над 3.000 американски војници во судирите со талибанците. Џо Бајден најавува повлекување, но од друга страна најавува дека ќе ги засили оние сили во Европа, односно во Германија, каде што со претходниот претседател Трамп има различни гледања во стратегијата. Интересно е да кажам дека во Авганистан беа 14.500 американски војници, па се намалија на 8.500, сега се околу 2.700 американски војници и околу 1.000 британски војници. Идентично со Вашингтон и Лондон најави повлекување на тие војници. Практично го ја остават Авганистан без западна или странска. Што се проценките, што ќе се случи во Авганистан откако сите овие странски војници ќе се повлечат? Само да додадам, Авганистан останува веројатно најтврдата коска за воени глодања во изминатите векови, бидејќи уште од времето на империите таму никој не успеа да воспостави подолготраен, да кажем, режим некаков. Таму ги скршија своите заби и другите големи сили, дури на времето кога беа навистина големи сили, како што беше Советскиот сојуз и Русија. Еве сега гледаме дека по 20 години и овој западен еден блок не успева да се справи со она што е предизвик во Авганистан. Што се предвидувањата, што ќе се случи со Авганистан откако ќе се повлечат американските трупи, кои, да бидеме до душе, Андоновиќ, реални, не се тоа не знам колку илјадници војници, не е тоа онаа формација со која што почна интервенцијата. Ова е сепак 100.000 војници беа. 100.000 војници беа, останаа 2.700. Ова е сепак една символична, би се рекло, бројка во однос на тоа што беше пред неколку години. Има три работи. Прво би додал дека и претходно Советскиот сојуз, и претходно Британската империја, и претходно Римската империја, и најпретходно Александар Велики, никој од нив не успеа да го стави под своја контрола Авганистан. Тоа е еден таму народ мешан од 4 или 5 народи, афгани, узбеци, таџици, талибани, каде што никој не е од нив еден со друг заедно, меѓутоа во даден момент знаат герилски да се борат и да поразат една голема империја. Соединетите американски држави се повлекуваат. Што понатаму? Тие се обидува со талибанскиот режим да воспостават диалог, да се договорат тие и заедно со онаа некогашна Северна алијанса која имаше поддршката од Западот да направат нова влада. Меѓутоа талибанците утринава излегоа и рекоа дека одбиваат преговори со Соединетите американски држави, зошто се додека не се повлече последниот војник, тие немаат намера да преговараат за и некаква меѓународна имена на Авганистан. Од друга страна, американската дипломатија сакаше да се договори со нив, па потоа да се повлече, така да ќе видиме дали на 11 септември 2021 година символиката ќе ја покаже повлекувањето на последните 2.700 американци и 700 британски војници. Она што сега ја подига тензијата, ми се чини, е овие руско-американски односи околу Украина и одлуката на Бајден
е дел од овие трупи да ги стационира во Германија. Германија, каде што порано имаше 70.000 американски војници, па се намалија на 30.000, па ќе ги потсетам гледачите, Доналд Трамп најавуваше дека ќе ги повлече сите војници од Германија. Сега одедношка одлуката на Белата куќа, нели претседателот на САД има континуитет, има промена во ставот и сега е дел од овие афганистански војници ќе бидат префрлени во базите во Германија, каде што во моментот има 3500 американски војници. Што е идејата ќе видиме, но она што е важно е дека земјите членки на НАТО денеска на видеоконференција ги разгледуваат сите овие геостратешки преместувања, нели, ковидот и пандемијата секако, но главен фокус ќе бидат руско-украинските односи. Некои од аналитичарите, па и ние што ги следиме состојбите, логицираме и сметаме дека Соединетите американски држави имаат намера да ја засилат одбраната на Европа, од кого и како ќе покаже времето, но она што е интересно, повторно ќе кажам дека по 21 година, тоа е веста, Соединетите американски држави и официјално се повлекуваат од Афганистан, а ќе потсетам дека историски пред 20 или 30 години тогашниот Советски сојуз, кој беше велесила, исто така ги скрши, би рекол, онака фигуративно забите во Афганистан и во една состојба пата се повлече од таа навидум слаба и сиромашна држава. Дали се преместуваат геостратешките мигови, дали Соединетите американски држави можеби веќе немаат геостратешки интереси или едноставно многу ги чинеше оваа цела војна, останува да се види.